Околу 500 предмети од почетокот на годината до денес. Постојано се зголемува бројот на граѓани, физички и правни лица, кои решение на проблемите гледаат во медиаторството наместо тие да се решаваат по судски пат. За пократко време со минимални трошоци и спогодбено решение со кое никој не губи, се решава спорот меѓу двете странки со процесот на медиација. Почнувајќи од тоа дека во медиацијата не се решава само спорниот предмет, туку се решава и спорниот однос помеѓу странките. Интересот на медиацијата и фокусот на медиацијата е решавање на односите помеѓу страните. Во постапката на медиација странките се доведуваат во состојба да можат да разговараат, медиаторот е тој кој што им помага да разговараат, да ги разберат сопствените и интересите и потребите и на другата страна. На крај да се дојде до едно заедничко прифатливо решение, што значи дека кога се донесе една судска пресуда, секогаш едниот е тој кој што добива, едниот губи на некој начин, а во медиацијата добиваме спогодба која што во главно и доброволно се извршува бидејќи страните заеднички разговарале и дошле до едно заедничко решение. Работните трговски и стопански спорови се најчести кои се решаваат по пат на медиација, вели Попова. Работните спорови најчесто завршуваат со спогодба, за разлика од останатите од кои дел сепак се решаваат на суд. Исто така доста важно е споровите во кои учествуваат малолетници да се решаваат по пат на медиација, за децата да не доживуваат дополнителен стрес. Стопанските спорови исто така доста успешно се решаваат во постапката за медиација, меѓутоа тоа зависи од неколку фактори. Зависи од страните со каква волја дошле во постапка за медиација, од квалитетот на медиаторот, односно неговите вештини, да успее да на крај ги не само да ги седне на една заедничка маса да разговараат, туку и да ги разберат потребите и интересите на едната и на другата страна за да се постигне една спогодба. Затоа и се обидува законот да започне со решавање на тие спорни односи во една постапка за медиација. Меѓутоа, кај нас, колку што јас имам податоци и сознанија, имаше некој проект уврска со таа малолетничка медиација, решавање на споровите за малолетниците. Меѓутоа, тешко тоа се спроведува во нашите судови, не можам да кажам од која причина е. Се надеваме дека натаму ќе биде подобро. Медиацијата како вонсудски начин на решавање на споровите кај граѓаните и компаниите кај нас е озаконето во 2006 година.